Некои од граѓаните ќе ги напуштат нивните куќи, односно најмалите, децата и старите луѓе што живеат тука, што се хронично болни, се препорачува да ја напуштат, да ги напуштат нивните домови во Стајковце, се додека трае дезинсекцијата во тука каде што беше се поплавено. Од она што можевме ние да разбереме од министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, тоа беше дека до вечерва се очекува 75% од територијата веќе да биде со дезинсекција помината. Останатиот дел се чека се уште да се исуши, бидејќи се уште има вода и мокра земја, односно има многу калпа, се чека да се исчисти тоа и да се исуши, за да може и таму да се изврши дезинсекцијата со цел за да се спречат заразите, инфекциите и бактериите да се размножуваат. Ние во моментов се наоѓаме некаде кон крајот на Стајковце, односно ова е улицата број 11, како што можете да видите тука се уште, бидејќи се тесни улиците, трае се уште расчистувањето, има и доста многу отпад, шут на улиците што се уште треба да се расчисти. Па поради тоа, како што кажав, бидејќи се малце и тесни улиците, потешко е да се разминат товарните возила што ги вадат овие шутови, калта, земјата што е мокра, тука растурената земја да се расчисти, за да може да се изврши дезинсекцијата од овој дел од Стајковце. Инаку денеска веќе беше објавено од страна на Министерството за здравство дека веќе неколку граѓани, околу 10 се пријавиле кај најблискиот лекар со тоа што имале стомачни заболувања, имале кожни инфекции, пошто им била укажана веднаш итната медицинска помош која што се наоѓа во село Стајковце кај школата Свети Кирил и Методи основната и постојано има 24 часа служба и исто така има една цела училница што е опремена со медицински апарати, медицински делови за да може да им укажат помош. Ние разговаравме со докторот на служба што е на оваа смена, доктор Ангелевски, и еве што тој ни изјави, можеме да слушнеме од неговата изјава. Од вечерта, 6-8, екипите на итна медицинска помош се на лице место. Во текот 24 часа во текот на денот се врши прегледи на пациентите во загрозените подрачја. Денеска од 7 часот са бајле, до сега има преку 50 пациенти. Обично се работи за хронично болни. Дел од нив се прегледуваат на лице место, им се дели или ампуларна терапија или таблетарна терапија. Тие што се потешко болни се хоспитализираат со возило на итна медицинска помош. Обично пациентите се жалат на покачен крвен притисок, стрес реакции, сега периодов има и цревни инфекции. Ние колку можеме делуваме на терен, идеме и по домовите на семејствата, да делиме совети покрај терапија. Многу е битно луѓето да внимаваат, да конзумираат флаширана вода, да внимаваат на исхраната, при чистењето на домовите да користат ракавици заштитни и маски, за да не дојде до ширење на инфекции. Обично возраста на пациентите, обично се жалат повозрастните пациенти, тоа се тие хронично болни, но има и помлади пациенти со појава на цревни инфекции, симптоми како диареја, покачена температура, болки во стомакот. Дали се појавиле некои пациенти со кожни инфекции, какви се тие, како може да ги познаат, да дојдат навремено, да ги лечат, да ги третираат? Значи, кои се првите симптоми на кожата што можат да ги приметат за да се упатат до најблискиот лекар? Значи, симптомите најчесто се чешање, промена на бојата на кожата, црвенило. На лице место присутни се и лекари од кожната клиника, значи има и кожни лекари. Има и такви случаи на кај што се појавуваат и кожни болести и колегите од кожна клиника реагираат. Како да се справат граѓаните со мртвите животни што може да ги најдат на било кој чекор во моментов во Стајковце? Битно е граѓаните сами да не го допираат добитокот, да повикаат стручни лица од Агенцијата за храна и ветерина, кои што понатака ќе преземат соодветни мерки
значи добитокот да не се допира. Има луѓе од скоро сите градови во Македонија што се дојдени во Скопје, во Стајковце, да им помогнат тука на граѓаните да ги расчистат улиците, да ги расчистат куќите, домовите, што беа зафатени во страшното невреме што го зафати Скопскиот регион во саботата. Навака веќе ние се враќаме накај можеме да кажеме на сред цело, тука и центарот на Стајковце, каде што ќе се движиме сега, таму се наоѓа и училиштето, како што кажав, каде што се наоѓа и итната медицинска помош со нивните возила кои цело време ја дават потребната терапија на оние што ќе поберат помош, како што кажав, од доколку имаат температура, доколку имаат гадање, повраќање, бидејќи тоа може да бидат едни од главните симптоми што може да ги почувствуваат сега од заразите што може да се прошират од прљавата земја што беше помешана со фекалната канализација. Само да повториме, значи и од вчера, денеска и во наредните неколку дена ќе се одвива дезинсекцијата во Стајковци се со цел за да се намалат овие заразни болести да прекинат да се шират. Најмалите, односно децата и изнемоштените и хронично болните лица ќе бидат тие што ќе ги напуштат нивните домови. Некои велат дека ќе одат и во приватните центри што се отворени, а некои пак одат и кај некои од роднините каде има место. Но солидарноста и хуманоста тука во Стајковце денеска навистина се чувствува од страна на сите граѓани од Република Македонија што се дојдени тука да помогнат и помагаат навистина со љубов за да им помогнат на луѓето во Стајковце да им си го вратат животот во некоја нормала, но има уште многу работа да се расчистува тука на терен во Стајковце.